Добар ден на сите. Во точно 13 часот ја започнуваме оваа наша панел дискусија насловена членството на Република Македонија во НАТО, задачи, предизвици и можности. Чест ми е да ги поздравам денешните наши гости. Пред се им благодарам за нивното доаѓање во оваа навистина густо набиена агенда што ја имаат да одвојат време за нас и за јавноста. Посебен поздрав до господја Радмила Шекеринска, министерка за одбрана и вице-премиерка во владата на Република Македонија, незината екселенција амбасадорката на Република Хрватска господја Даниела Баришич, господин Стево Пендаровски, национален координатор за НАТО, и доктор Сашо Ордановски, политички аналитичар и голем пријател на Цивил и соработник, а се разбира добро познат како новинар и колумнист. Јас се викам Џабир Дерала од Цивил Центар за слобода. Денеска се собравме овде во еден сетинг кој е својствен на нашата организација, а тоа е да бидеме рационални, да бидеме ефикасни, спартански, скромни и да оддадеме одговор на најважните прашања кои се однесуваат на една суштинска тема која се разработува во нашата јавност подолго време, а се разбира и да се обидеме да дадеме одговор на прашањата од луѓето кои се наоѓаат тука, но и од прашањата кои ги поставија онлайн до платформата на Цивил Медија, граѓанките и граѓаните на Република Македонија. Јас би сакал да започнам со прашањата кои однапред ги поставивме, ги објавивме веќе од пред недела дена и на кои без особен редослед, меѓутоа на некој начин логично се наметнуваат во поглед на мандатите на нашите уважени гостинки и гости, да ги слушнеме еднаш сите, а потоа да ги поставам првите две прашања. Прашањата се следни. Дали граѓанките и граѓаните на Република Македонија се доволно запознаени со тоа што значи НАТО, освен воен сојуз, односно што се подразбира за членувањето во оваа алијанса? Кои се задачите кои треба да се завршат во процесот на зачленувањето во НАТО, а при тоа да не бидат повредени законите, уставот и меѓународните стандарди? Тоа се првите две прашања, а потоа ќе одговориме и на следните. А тоа е, дали спроведувањето на активностите во рамките на процесот гарантира транспарентност на институциите и почитување на човековите права и слободи? Ова прашање е особено важно за нашата организација, бидејќи ние сме организација за човекови права и слободи. Со какви предизвици се соочува процесот, а какви можности отвора за земјата? Кои се предизвиците со кои ќе се соочи земјата по влегувањето во НАТО алијансата? И на тоа надоврзано прашањето дали ризикот од тероризам ќе се зголеми или ќе се намали? И на крај, колку членството во НАТО ќе придонесе кон политичката стабилност и демократијата и дали ќе ги забрза интегративните процеси во општеството и во заедниците кои живеат во Република Македонија? Мислам дека ова се повеќе прашања кои нудат навистина сериозен предизвик за сите наши соговорнички и соговорници, но во исто време знаеме, свесни сме дека тоа се можеби најрелевантните луѓе кои можат да одговорат на овие прашања. Па повелете, кој би сакал да зборува, можеби господја Шекеринска да даде одговор на првите две прашања. Дали граѓанките и граѓаните на Република Македонија се доволно запознаени со тоа што значи НАТО, освен воен сојуз, односно што се подразбира членувањето во оваа алијанса и кои се задачите кои треба да се завршат пред тоа? Благодарам на Цивил на поканата и благодарам на Цивил што постојано не држи свесни за, како што кажа Џабир, важните прашања, од кои и тие што сакаат и тие што не сакаат нема да избегаат.
анализите во последниве 25 години на јавното мислење, на експертите, покажуваат дека граѓанките и граѓаните на Македонија, како и во многу други држави на НАТО и европското тло, немаат многу информации. Што точно значи НАТО членството? Сличното го гледавме и во делот на ЕУ членство. И многумина од нас кои што се често присутни на вакви настани, со изненадување, например, го дознаа фактот дека само 25% чуле и за извештајот на Прибе. Нешто што јас барем како човек кој еве можеби пречесто дискутира на темата, мислев дека децата веќе од 10 години знаат и чуле за Прибе. Меѓутоа тоа покажува дека многу од податоците се присутни и се дискутираат помеѓу луѓето кои се занимаваат со темата, но сепак не навлегуваат во секоја пора на нашето живење. И покрај тоа што мислам дека многу податоци не се интересни за јавноста, можеби ние не сме ги направиле доволно достапни до јавноста, сепак сметам дека граѓаните во Македонија интуитивно го имаат својот став и го имаат своето очекување од членството на Република Македонија во НАТО. Интуитивно, без можеби многу податоци, членството во НАТО во изминативе 25 години се поистоветува со зголемена безбедност, гаранции за интегритет, за суверенитет, но и економски раст на државата. Дел од тие впечатоци се базираат и на бројки. Не треба да се биде аналитичар и не треба да се читаат многу анализи да се види дека членките на НАТО, кои многу брзо станаа понатаму и членки на Европската Унија, во својот период, во својот процес на приближување, доживеа зголемување, зајакнување на економијата, зголемување на странските и на домашните инвестиции, намалување на невработеноста, подобрување генерално на политиките на раководење во државата и така натаму и така натаму. Еве два податока кои пред конференцијата ги погледнав. Кај балтичките држави највидлив е тој раст кај економијата. Естонија успеала во тој период околу членството во НАТО да ја зголеми својата стапка на раст на економијата од 6 на 9,5%. Латвија од 8 на 10,5%. Речи си без исклучок, сите забележуваат засилување на инвестиционата активност, зголемување на бројот на работни места, зголемување, например, на бројот на туристи, врзано за чувството на стабилност и безбедност, и сите имаат подобрување на перформансите на институциите. Кај најголемиот дел од држави кои што станаа членки на НАТО беше видливо дека индексот на владење на правото расте. Што значи тоа што дека граѓаните можеби не ги знаат ни бројките, голем дел и од нас не ги знаат конкретните бројки, но впечатокот е тој дека членството во НАТО, кое што треба да се заслужи, во исто време и резултира во подобра и поактивна економија, поангажирана, поголема работна сила и генерално подобри принципи на владење. Се разбира дека ништо од тоа не е еднаш за секогаш и можно е тоа што си го постигнал во процесот понатаму да забележи некои негативни тенденции. Македонија исто така ги има видено бенефитите од најави за членство во НАТО. Тоа го забележавме и во периодот до 2008, кога оптимизмот беше многу поголем, кога очекувањата со право беа високи, кога сите планираа дека заедно со Хрватска и со Албанија и Македонија ќе стане членка на НАТО, се забележа тоа и во економијата и во политиката до одреден момент. Ако ги анализирате последните случувања, ќе ги видите истите примери. Например, подобрените прогнози на една од рейтинг агенциите, кои што Македонија од тенденција негативна ја преквалификува во тенденција позитивна, што е многу ретко, обично од негативно се оди на неутрално, од неутрално на позитивно. Еден од аргументите е и најавата за членство во НАТО и почеток на преговори со Европската Унија. Вториот пример е еврообврзницата. Фактот дека Македонија доби историски најниска каматна стапка зборува за довербата која што и економските и финансиските институции ја враќаат во однос на Македонија и ја врзуваат
со новите шанси за членство во НАТО и почеток на преговори со Европската унија. И во таа смисла тука завршувам со овој дел од дискусијата. Многу е тешко да одвоите каде завршува НАТО, каде завршуваат НАТО ефектите, а каде почнуваат ефектите од преговори со Европската унија. Бидејќи процесите кај најголем дел од земји одеа паралелно и членството во НАТО се гледаше дури и отпосле како прво полувреме во членството со Европската унија. И тешко е сега да издвоите што тоа е заради процесот на НАТО за членување, а што е заради дополнителниот процес на прилагодување на Европската унија. Мислам дека е јасно дека задачите кои што се пред нас се однесуваат на истите реформи кои ги очекуваат граѓаните на Република Македонија и ги очекува и Европската унија. Ништо повеќе, па и може би во некоја смисла дури и помалку. И апсолутно повреда на закон и устав не би требало да е дел од обврската, заради тоа што едни од клучните критериуми е владење на правото. И тоа е една од клучните забелешки која и НАТО ја припишуваше на Македонија. На последниот самит, кога се реафирмираше желбата на НАТО да ја види Македонија во своји редови, беа спомнати неколку многу конкретни проблеми, освен спорот со Грција. А тоа е владење на правото, кредибилни избори, слободни медиуми, изголемена транспарентност и одговорност на институциите. Овие 4 работи се работи кои од нас ги бараат и граѓаните, така што не случајно граѓаните сметаат дека и членството во НАТО и Европската унија е нивен најголем сојузник. Она што ќе го направиме на тема членство е прашање кое што ќе биде добро и за сите граѓани во Република Македонија. Благодарам. Јас ви благодарам. Мислам дека на ова многу добро би можела да се доврзе и незината екселенција Баришич, која воедно да кажеме дека е амбасадорка на контакт амбасадата за НАТО и секако дека во таа смисла е дополнително релевантен соговорник денеска. Hvala Džabire, hvala svima. Ja ću govoriti na hrvatskom, nadam se da ćete me razumjeti da nema potrebe da govorim na engleskom. To je jedna dobra stvar, Contact Point ambasada koja može relativno sličnim jezikom govoriti. Ja se naravno slažem s potpredsjednicom vlade i ministricom obrane kada govori o ovoj sinergiji EU-a i NATO-a. To smo mi, Hrvatska kao najmlađa članica Europske unije i kao jedna od mlađih članica NATO-a, upravo smo to govorili, da su EU i NATO dvije strane jedne medalje i da NATO nije samo vojni savez, on je i politički. Da, procjenjuju se obrambene sposobnosti, vojne sposobnosti, ali na kraju se radi o politici. Radi se o tome koliko vam je snažna vladavina prava u zemlji, koliko su vam snažne institucije, koliko poštujete građanske i osobne slobode čovjeka. Mi smo, kad smo krenuli prema Europskoj uniji i NATO-u, naravno mislili smo da će to sve ići puno brže, međutim, onaj proces naše prilagodbe je jednako važan koliko i samo članstvo. Mi smo u tom procesu prilagodbe Europi, NATO-u i Europskoj uniji gledali način kako ćemo ojačati naše institucije, državne institucije, jer je bilo važno da se zakon jednako odnosi na sve, a ne da se samo na neke odnosi u dobrom smislu, a svi drugi nisu u tako dobrom položaju. I tako smo tretirali i EU i NATO članstvo. Kad govorimo o tome koliko su građani upoznati što točno donosi NATO članstvo ili o čemu se radi u samom NATO savezu, upravo ovakvi skupovi pridonose tome da se građani upoznaju. Mislim, to je jedna vrsta edukacije i jedna vrsta približavanja samog saveza građanima. U trenutku, mi smo naravno započeli zajedno sa Albanijom i Makedonijom 2003. godine, dakle ima već 15 godina, tu su bili i gospođa potpredsjednica, ali i gospodin Pendarovski. Svi tu negdje znamo, ali dobro, mislili smo da će ići brže, okolnosti su bile drugačije, ali zato sad postoji šansa. Krenuli smo objašnjavati svim sferama društva, ne samo vojnicima, ne samo državnoj upravi, nego svima što to točno za nas znači NATO. Odlazili smo u
staračke domove, odlazili smo u škole, odlazili smo na razgovore, naravno, s nevladinim organizacijama. Pripremajući se za ovaj okrugli stol, čitala sam neka istraživanja i recimo veliki broj nevladinih organizacija zapravo je bio protiv pridruživanja NATO-u, a razlozi su bili nema rata, niko nas neće ugroziti, oslobodili smo se, nema potrebe. Međutim, to je bilo prije 10 godina, kad nije postojao u ovakvom obliku međunarodni terorizam, kad nije postojao ISIL, kad nije postojao ovakav strah od migracija. Dakle, sve se mijenja. I drugo što ih je bilo strah je da sad će se nama izgraditi NATO baze i nema više turizma. U isto to vrijeme Italija, koja ima najveću NATO bazu, ima odličan turizam. Grčka, Turska, Španjolska, sve one imaju, zato što ljudi prepoznaju sigurnost. Niko ne želi ići u zemlje za koje niste sigurni da li ćete se vratiti nakon odmora i doma. Tako da najviše nam je zapravo pomoglo ovo izlaženje na okrugle stolove, televizijske emisije, da razbijete strahove ljudima. Naravno, nije sve med i mlijeko i nije samim ulaskom rečeno da ćete riješiti sve svoje probleme, ali je puno jednostavnije kad te probleme rješavate zajedno s partnerima, zajedno s prijateljima, zajedno sa saveznicima. Znate kome se možete obratiti, znate tko vam može pomoći. Zato se i govori o zajedničkoj obrani, o nečem kolektivnom, jer puno je jednostavnije kad ste u grupi koja dijeli jednake vrijednosti nego kad ste sami. Znam, puno puta se događa, kaže, zašto ne bismo bili mi neutralni? Eto, i Švicarska je neutralna. Da, samo što je Švicarska u sredini Evropske unije, okružena NATO članicama i zaista nema nekih problema na takav način sigurnosnih. Mi moramo znati gdje smo, ova regija je dosta trusna, znamo kakva je bila naša nedavna povijest i upravo zbog te sigurnosti mi kao Hrvatska smo mislili da nam je ključan ulazak u NATO i zatim u Europsku uniju, ali isto tako mislimo da cijeli ovaj prostor treba dijeliti jednake vrijednosti, jer onda nam je, kad širite prostor sigurnosti, puno vam je jednostavnije. Ja bih tu isto stala. Zahvaljujem, vi blagodaram. Jaz bi sakal, iako postoji prostor i za drugите sogovornici da odgovorat na ovие прашања, да надоврзам уште две прашања, па тука би можеле да продолжиме во тој дух. Дали спроведувањето на активностите во рамките на процесот гарантираат транспарентност на институциите и почитување на човековите права? Мислам дека тоа претходните говорнички веќе дадоа доста сериозни експликации во доменот на ова прашање, меѓутоа се разбира дека може да остане како прашање кое се врти во оваа дискусија, но понатаму со какви предизвици се соочува процесот, а какви можности отвора за земјата, и тука имавме посебно од подпредседателката на владата неколку булет поинти, но тука може да се надоврзат и другите прашања сепак, а тоа се кои се предизвиците со кои ќе се соочи земјата по влегувањето во НАТО алијансата, што секако едно интересно прашање повлекува, и тоа е она за тоа дали тероризмот, ризикот од тероризам ќе се зголеми по влегувањето во НАТО или ќе се намали, или можеби немаат врска овие прашања со самото членство во НАТО. Саш да затвориш трибина одмah. Може. Може Само ти. после тебе, Петра. Да, праваме вака. Прво, благодарам за поканата. Ја мислам дека овој пристап што сега го предлагаш е подобар од претходниот, бидејќи ќе можеме да влеземе и у дебата со публиката, а да опфатиме повеќе прашања од старт, за да не ги замориме луѓето со долги монолози. Ја ќе зафатам едно-две прашања кои се допираат до првите две тези и ќе гледам да скокнам и кон ова второ што го рече, сосема накуси, сосема конкретно и директно. Околу тоа дали нашиве граѓани се запознаени што е НАТО, што е НАТО као алијанса, као политички или као воен концепт. Ако земете во предвид дека од 90-тите до скоро, до пред неколку години, процентот на поддршка
меѓу граѓаните, за НАТО алијансата беше меѓу 92 и 98%, тоа значи дека граѓаните не биле запознаени за што станува. Таков процент е невозможно да имате, значи сите, 92 до 98, 15, најмалку 17 години од независноста беше тој процентот. И тука оди кабајтот кај сите нашта. Некогаш или сега се бавиме со политика, бидејќи тоа не сме го објаснувале на граѓаните доволно. Што се случува во последниве неколку години, барем последниве 3 години. Процентот е драстично опаднат. Ние сме шампиони и понатаму во јавна подршка, тоа да нема никаква дилема. Не постои ни една членка на НАТО во овој момент од 29, вклучително и новите, кој има повисок процент на подршка од Македонија. Меѓутоа тој процент според една последна анкета која видов пред 2 дена е спуштен во распон од 62 до 67. Со нормално сите албанци внатре и помалку од половина од етничките македонци, што е голем проблем. Значи нас као процент ни е тоа окей. За да влеземе немаме проблем од тој аспект како што имаше Црна Гора која и тогаш која прима и сега нема повеќе од 45%. Значи нема мнозинство, меѓутоа тоа значи дека на луѓево им се пласирани многу лоши и неточни информации во последниве 3 години, за да тој процент падне од тој што беше на овој што е во сега некаде во 60, 65, 67 максимум процент. Ова што друго сакам да го споменам, а дел влегува во пропагандата која ја ни остави во наследство претходната власт, која правеше хистерична, незапаметена за овие простори, не само за Македонија, антизападна и антиамериканска кампања, која е во суштината на НАТО алијансата, зборувајќи за вредностите. Една од тие замерки е дека наводно Македонија која ќе влезе во НАТО нема да може да издржи поради големата контрибуција во буџетот на алијансата. Тоа кошта многу, ќе мораме не знам какви оружја да купуваме, па не знам каква опрема да имаме и кошта одењето во мисии и така натаму. Еве неколку проценти и бројки кои не сте ги чуле никогаш до сега, не затоа што се тајна, него затоа што овие што сакаат да ви кажуваат други работи за НАТО, не сакаат да ви ги соопштат. Последниот буџет на НАТО е 2,2 милијарди долари. Воен, цивилен и тој така наречен за инфраструктура, се вкупно е околу 2 милијарди и 200. Од тоа секоја земја членка, по една формула која е прилично компликувана, од својот БНП одделува за НАТО, за Хрватска. Првата финансиска контрибуција од која стана полноправни членки за 2010 зборувам е околу 3,5 до 4 милиони евра. 3,5 до 4 милиони евра. Хрватска има измеѓу 0,2 и 0,3% од овој буџет на НАТО што ви го споменав. Што не е бројка од која треба да се плашиме. Воопшто не е тоа бројка која треба да се плашиме. Европската унија бара поголема контрибуција и многу повеќе дава, меѓутоа НАТО овие бројки се, како да ви кажам, као двата споменика на мостот Гоце Делчев, двата лава трансформери. Не повеќе од тоа, или еден. Така што не треба да има никаква, ама ова треба да се објасни на луѓето и за да нема никаков страф. Дека ние ќе пропаднеме и не знам, мораме да го креваме буџетот на не знам што не го креваат ни само 5 членки постојани на НАТО во моментот имаат 2% од GDP. Контрибуција, ништо повеќе. Оно кава Германија има 1,17. Секој цени според тоа колку може да даде, значи нема присилба дека некој ќе нарече или ова или ќе ви истераме од алијансата. Она што е интересно и гледам дека за жал никој не го потенцираше изминативе 2-3 години кога беше хистеријата врзана со Брекзитот прилично актуелна во Европа. Од НАТО никој не бара да излезе. Значи не постои релевантна политичка партија, не влада, во ниту една земја членка на алијансата, која има во својата политичка програма или изборна кампања линија, точка која вели ние би организирале референдум да видиме дали луѓето можеби сакаат да бидат во НАТО или не. Не постои. Во некои земји членки, освен Велика Британија на Европската унија, има такви размислувања, можеби и тие би можеле да побараат. За НАТО никој не бара. Не бара ни Исланд, кој е членка на НАТО, а нема војска. Нема војска. Не бара. И сад тука, кој ќе видите дека онолкави стари демократи, зрели демократи, не бараат да излезат од алијансата, сигурно има некој резон зашто се вратат. И околу ова вторава ваша теза која е ставена, мислам дека треба да се напомене, затоа што скоро имавме, мислам дека завчера имавме одлука со која нашиот уставен суд се прогласи за ненадлежен, за една иницијатива која тврди дека ние мораме да имаме референдум без кој не би можеле да влеземе во алијансата и дека тоа било уште прв пат кој е донесена одлуката во Македонското собрание 93 година и е скршен уставот. Тоа не е точно. Тоа не е точно. Че оние кои тоа го прават, има многу такви иницијативи и од време на време периодично ги ставаат, или не знаат или не сакаат да знаат, дека постојат два члена во уставот еден до друг кои зборуваат за сосема различни работи. Че ние кога влегуваме во НАТО, не го користиме член 120 кој зборува за влегување во сојуз со други држави, него зборуваме за влез во меѓународна организација. НАТО, ЕУ се меѓународни организации. А тоа има врска со референдумското прашање, дали утре сакате да влезете во сојуз со,
Значи зборуваме за државна заедница евентуално. И за тоа да треба референдум и висок процент. И на излезност и 2/3 во собранието. Значи кога зборуваме вака онака пленли што вика директно у фаца, онда се гледа дека нема што да се плашиме, дека треба час побрзо да влеземе таму. Тоа. Кратко, но повеќе од доволно секако. Благодарам. Јас тука би го додал и последното прашање од мојата листа. Тоа е колку членството на НАТО ќе придонесе кон политичката стабилност и демократијата и дали ќе ги забрзе интегративните процеси во општеството и во заедниците кои живеат во Република Македонија. Но се разбира, ги подразбира и сите претходни прашања. И ми останува the last but not the least, Сашо. Пред 25 години идам да правим интервју со Кирил Григоров. И сега у подготовка на интервјуто викам председател, знаете ово, јас сакам да го испровоцирам. Он вика, господин Радановски, вие прашате што сакате, јас секак ќе одговорам ја што сакам. Зашто ти Џабер прашај што сакаш, ја имам одговор. Добро. Тројцата соговорници пред мене, од кои што барем двајца обавуваат високи сериозни функции во државата, успешно одбегна да го спомнат слонот во продавницата со кристала, тоа е нашите грчко-македонски односи, бидејќи и овие референдумски и овие анкетарски прашања се тесно врзани околу овој проблем што сега го дискутираме. Затоа ја би сакал малку на едно поабстрактно ниво да однесам дискусијата, затоа што и овој вовед дека членството на НАТО е заправо членство во Европската унија и дека НАТО не значи само особено за Македонија безбедносна некаков безбедносен аранжман, бидејќи да не забораваме, регионот е прилично пацифизиран, ние сме обкружени со членки на НАТО, Косово е во собственост на НАТО, Србија веќе нема таква сила да може дивизии да испраќа да ремете тука и така натаму, така што може би за Македонија безбедното прашање е пониско на скалата отколку сите други прашања. Во јануари 63 година, на 22 јануари, Франција и Германија го подпишија својот прочуен договор за соработка, значи пред 55 години овие денови, како резултат на решеноста на тогашниот германски канцелар Конрад Аденауер, кој имаше над 80-84 години, ако беше лажен, и председателот де Гол, уште млад, 71 годишен, да ги надминат сите недоразбирања помеѓу тие две држави и да подпишат договор за пријателство. Во подготовките на договорот, они имаа негдека, во неколку години пред тоа, имаа негдека 15 лични средби, заедно поминаа 100 часа, повеќе од 100 часа. Во тие години разменија 40 писма меѓусебни. Во јули претходната година, 62 во Рем направија една голема воена парада, а потоа отидоа на заедничка молитва во Нотр-Дам катедралата во Рем. Рем инаку има во германско-француските односи една исклучително суптилна, сензитивна улога. Рем е местото каде што Прва светска војна изгинаа илјадници французи и германци. Во Втора светска војна германците на таа катедрала фрлија 300 бомби за да ја уништат. Овие двајца председатели имаа таква величина што успеа да ги надминат сите недоразбирања. Видите, ако ги прочитате, ако ги погледате несогласувањето во ЦДУ во тоа време против Аденауер, кочниците што таа партија ги правеше неговата собствена партија за подпишување на тој договор. И онда визијата и величината на Аденауер и на де Гол. Инаку де Гол 7 дена пред подпишувањето на договорот ја блокира Британија за влез во Европската економска заедница тогашна. Сакам да ви кажам, компликациите помеѓу тие две земји беа огромни. Се надминаа со една визија, со една апсолутна потреба да се влезе во една друга фаза, во едно европско пријателство, и тој договор еве го 55 години држи се уште исто како да е вчера подпишан, дури е толку напреден што денеска Франција и Германија се де факто главната движечка сила не само во Европската унија, особено од аспект на Брекзит, туку и во формирање на една нова безбедносна европска ситуација, бидејќи французите особено инсистираат дека не е само НАТО алијансата која што гарантира безбедноста во Европа, туку Европа мора да има свој безбедносен аранжман. Само да ве потсетам, малку луѓе знаат дека Велика Британија си го смени името пред да влезе во Европската унија. Заради противењето на Ирска мораше да го смени своето официјално име и се нарече The Kingdom of the United Kingdom and Northern Ireland. Апропо овие наши сега тука дискусии без референдум, без ништо.
Во таа смисла говорам за влегувањето во НАТО и за оваа тема како една многу важна стапка кон стабилизирањето на Македонија со сите овие податоци што моите претходни говорници ги спомнаа. Јас сакам официјално да ја предложам на македонската влада како nobody, како новинар, некаква јавна личност можда, да се обидат со грците во Солун да отварат канцеларија за соработка на млади, грчко-македонска канцеларија. Таа канцеларија меѓу Франција и Германија фантастични успеси постигна. Стотици илјади млади луѓе поминаа низ тие соработки за да надминат многу потешка историја која има Германија и Франција од ова што ние сега имаме со Грција. Непријатен е спорот, гледаме дека се движи кон решение, но мислам дека тоа решение и да не се постигне е важно со нашиот сосед, со кој што на крајот на криштата немаме толку горки искуства како што имаат Франција и Германија меѓусебно. Ќе почнеме да градиме една нова генерација која што на друг начин ќе ги третира овие проблеми. Госпоđа Шекеринска, како потпредседател на влада, ви предлагам да отворите канцеларија за младинска соработка во Солун. Со табла грчко-македонска со наши нивни дипломати кои само на тоа ќе работат. Не може така табла, не? Добро, за таблата преговарате. За таблата преговарате, немам ништо против, но сакам да кажам, гледайте, тоа е влезот во НАТО за Македонија. Сум говорил повеќе пати, ако можам, пошто стигнав до последново прашање се. Повеќе пати сум говорил, не е прв пат да го кажам. На крајот на 80-тите години постои документ кој што тогашниот председател американски Буш го нарача од својот National Security Council, својот совет за безбедност, да процени советот за безбедност која е the lowest common denominator, која е најниската точка за вклучување на Америка во распаѓањето на Југославија. Кога ќе го прочитате денеска документот, он е декласифициран, можете да го најдете на интернет, до душе таму недостатува сите бекграунд материјали, има многу црнини и така натаму. Но тој јасно ви кажува дека во анализата на американската администрација на Советот за безбедност на председателот, една е точката која они му ја препорачуваат. Јас знаем инаку неколку луѓе кои што работеа во подготовката тој документ, се уште се живи, а тоа е Македонија. Во нивната анализа, единствено Македонија според нивните анализи има моќ за експлозија. Сите други имаат моќ за имплозија. Сите други бивши југословенски републики. Тоа потоа се потврди. За жал, војните беа крвави, во Босна траеше со години, во Хрватска нешто помалку, но гледайте, сите тие кризи не го загрозија во известна смисла војната во Босна, дури ни Загреб, а да не збориме за Беч, за Виена. Затоа што тие делови од овој регион имаат имплозивна моќ. Тоа се непријатни настани, со огромни последици, но тие не ги вмешуваат соседите. Проценката на американците врз која инаку се темели нивниот цврсти став до денеска дека стојат зад независноста на Македонија како држава е таа. Евентуалната експлозија во Македонија подразбира веднаш вмешување на соседите и на други регионални сили. Пред се мислам Грција секако како регионална сила, но Турција па од тука натаму што сакате. Така што не е никаков спор дека нашето влегување во НАТО е неопходност. Како што не е никаков спор дека видите, нема крупни одлуки кои што се донесуваат врз резултат на анкети. Што мислите, ќе го подпишевме Охридскиот договор ако се водевме од анкети? Ќе го подпишевме, што друго да ви кажам? Било кој дори ова со Бугариве договорот ќе го подпишевме ако ќе влеземе во Европска унија ако анкети, ќе направиме договор со Грција анкети, батагате анкети. На крајот политичката класа превзема ризик како што го превзема Аденауер и Дегол. Го изнесува тој процес, недоразбирањата околу тој процес може да траат известно време, но неспорно е дека тие имаат една визионерска енергија во себе и еден резултат кој што се гледа на среден и на долг рок. Така што немам никакво сомневање, јас сум еден од тие кои што тоа не се либам со било кој со го да го кажам, не само што е местото на Македонија во НАТО, туку што е неопходно да влезе Македонија во НАТО и да завршам ако гледате тоа веќе стана јасно и на Европа, на Америка и одамна јасно. Така што мислам дека овој пат е решено таа прашање да се затвори. Нас ни помагаат, за жал или за среќа, неколку други отворени прашања во регионот, па и глобално. Една голема сила има суштинско противење околу тоа, таа не е безопасен компликатор во процесот, но мислам дека и таа ќе надмине својата позиција околу противењето за влез на Македонија во НАТО. И мислам дека овој процес годинава ќе биде крунисан со наше стапување во таа алијанса и дека од тоа ќе имаме само позитивни рефлексии.
Благодарам. Јас веднаш би сакал да се придружам на овој предлог кој го даде Сашо пред малку до господја Шекеринска, но малку и да го проширам и надградам. Ќе пишем ја колумна утре за тоа. Проширено и надградено, јас го поддржувам исто така како граѓанин, но и како представник на Цивил Центар за слобода и би го надградил на начин со тоа што можеби во таа канцеларија би можеле да влезат и малку млади по дух и се разбира уметници, интелектуалци, медиумски работнички работници кои би можеле да ја комплетираат таа слика на една ваква соработка во иднина и ние ви стоиме на располагање, сигурен сум, и многу други невладини организации во Република Македонија. Јас би сакал, ако може да ве подсетам на уште едно прашање кое некако ми се чини дека ненамерно, сигурен сум, ни помина од вниманието, тоа е дали ризикот од тероризам ќе се зголеми или ќе се намали во со членувањето во НАТО, односно кои други предизвици би можеле да ги видиме. Дајте да видиме, ако е можно, едно сценарио кое би можело да биде од другата страна. Се разбира, сите овие позитивни трендови ги очекуваме, тие ги видовме и во искуствата на земјите во кои подоцна се приклучија кон НАТО, меѓу кои Република Хрватска, која има добри искуства. Меѓутоа, еве да видиме како би можело кон полошо да се движи, доколку се соочиме со некои предизвици. Како би изгледало тоа? Дали сме свесни, дали се постојат некои планови, односно превентиви, кои се однесуваат на тероризмот, кој е глобална појава? Upravo o preventivi govorimo. Nažalost, danas niko nije siguran niti zaštićen od terorističkih napada, ali upravo članstvo u jednoj takvoj alijansi vam daje mogućnost da napravite sve ono što možete da se unaprijed zaštitite. Da, niko vam ne može garantirati, vi ste 100% sigurni, ali možete imati neke informacije unaprijed, možete razmjenjivati informacije. To je ono s čime vi raspolažete kad ste članica, odnosno kad ste neko ko ide prema tom članstvu. Kažem, nažalost, nema 100% zaštite ni od čega, pa tako, nažalost, ni od terorizma. Ali i zbog same, ja bih rekla, samog osjećaja sigurnosti, jednostavnije je kad znate da ste u nekom širem društvu, da je neko uz vas, nego da ste sami. Опасноста од тероризам се зголеми експоненцијално во светот. И при тоа, ако ги гледате инцидентите, случаите, ќе видите дека се притисокот е и врз земји членки на НАТО, но далеку од тоа дека е само кај нив. Значи, глобален феномен, факт, според анализите и на НАТО, земјите членки, најголемите закани по безбедноста на членките се наоѓаат многу далеку од границите нивни. Но тоа истото се однесува ако ги погледнете терористички напади и во Африка и во Азија. Глобален е феноменот и членството во НАТО нема да не заштити од опасноста, но ќе не подготви за опасноста подобро. Македонија 20 и кусур години независна, имаше проблеми и ризици по нејзината безбедност, без да бидеме членка во НАТО. Членството во НАТО не ти дава карт бланш за решавање на сите проблеми, но ти ги развива побрзо капацитетите, ти дава шанса да разменуваш многу повеќе информации со други земји и во таа мрежа на размена на информации да превенираш евентуално напад. Неодамна имаше еден извештај кој што зборуваше за тоа колку терористички напади во Лондон се спречени со навремена информација. Нормално е дека големите центри ќе видат највеќе цел на терористички напад, можноста да добиеш медиумско експонирање, можноста за штета е најголема кај нив. Меѓутоа, единствениот начин кој велат дека им ја зголемил нивната резистентност е размената на информации прво внатре во државата, помеѓу институциите, а потоа и со НАТО земјите членки. Еден од плусевите, еден од аргументите кои што треба да го искористиме и за наше членство во НАТО е и фактот дека Македонија се наоѓа во еден регион низ кој минуваат канали врзани со
екстремни идеологии врзани со тероризам. И во тој дел информацијата вистински од наша страна може да биде плюс во дел на НАТО безбедност. Меѓутоа, битно е и нашите институции да се развијат. Владата на самиот почеток на нејзиниот мандат создаде едно ново тело, чија што главна цел ќе биде токму борба против ваквите ризици и подобрување на нашата комуникација и со НАТО, но и со Европската Унија, каде што комуникацијата помеѓу НАТО и ЕУ е практично еден од приоритетите на генералниот секретар, но и на Европската комисија. Слушайте, следам и понешто учествувам во оваа наша голема, значи одбраната од тероризам за земји како Македонија и не само како Македонија, зашто и Шекеринска е во право, се темели пред се врз добро разузнавање, размена на информации. Ја следам оваа дебата што се води веќе со месеци околу реформите на нашите тајна служба. Изгубивме таа центарот на таа информативна активност која би требало да не заштити од тоа. Ние целата дебата ја водиме со еден таков негативен набој, бидејќи излегуваме од време кога таа тајна служба беше злоупотребена за политички цели. Јас сум еден, како веројатно и пола сала овдека присутни, кој што има лукаво досие од таа тајна служба. Но ние не можеме да ја надминеме таа визура што ја имаме и да влеземе во вистинска, конструктивна дебата за реформите, затоа што се уште ја чувствуваме тие тајни служби како закана домашно. А уствари, нашата дебата која ни престои, која е многу посериозна, е како нив да ги реформираме од тука натаму. За ОТА потрошивме кај ќе стојат свичерите 4 месеци. Јас ги знам деталите од таа дебата, учествувам во тоа. Ние не сме ни почнале како што треба, законот треба до октомври да го усвоиме. Што правиме со реформата на тајните служби баш на ова ниво? Го имаме председателот кој има контрола врз разузнавачката служба, кој одбива да биде вклучен, барем одбива, веројатно неофицијално, ама тоа што јас го чувствувам и го знам, да биде вклучен во оваа потебелна реформа. Од друга страна, таа реформа ни е апсолутно еден од условите за понатамо што пред се и во НАТО, но и во Европска Унија. И јас стварно апелирам да се ослободиме од тој, да се еманципираме од тој комплекс на тајна служба Мијалков, у кој што се користеа за да ме снимаат мене со женами и со не знам кои што правиме, и да почнат да се занимаваат со тоа што им е работа. Они се тука за да не заштитат од тероризам. Тоа јавноста мора да го свати. И реформите и мерките што се предлагаат имат прва таа цел. Второ, погледнете го Кумановскиот инцидент. Значи, во 2015 година, мај, кога беше Гошинце па Куманово. Фактот што Македонија е окружена со НАТО членки, иако во тоа време и Бугарија и Србија ги дигнаа безбедносните мерки на своите граници војни, но самиот тој факт што постои црвен телефон помеѓу Тирана, Атина, Софија, Приштина, па и Белград, овозможни да тој инцидент кој беше гнасен и за кој се очекува исто така темелна истрага со констатирање што таму се случи, да биде релаксиран од регионални компликации. Тоа да се случеше на почеток на 90-ти години ќе беше потполно друг контекст. Фактот што се случува 2015 со вака обкружен и избалансиран регион со НАТО, овозможни да тој инцидент ние го преживееме макар по висока цена. И тоа е она што треба да се знае кога се имаат предвид овој тип на предизвици. Македонија на неколку важни канали низ кои што се пренесуваат меѓу север и југ, меѓу западниот дел и ориенталниот дел на овој континент и на други континенти, се пренесуваат луѓе, оружја, се пренесуваат криминали, се прават со кои потоа се финансираат одредени работи. Знаете како апсат одредени граѓани по меѓународни аеродроми у светот за кои се констатира дека имаат македонски пасоши, а кои се вмешани во работи кои се случуваат во Ирак и во Афганистан. Така што нашето членство во НАТО е апсолутно многу битно и заради ова. Бидејќи вие ако таа закана терористичка не ја сопрете таму негде, кај што ја мислат, после тоа овдека тешко физичките обезбедувања можат, или со многу среќа, евентуално може да заштитат некој кој може да биде цел на тоа. И тоа не е малку важно, но овој дел е многу поважен. Така што нема никаков спор дека тоа е една темелна вредност која што во ова време на глобален тероризам нас ни е неопходно. Додуше што е право, ние и тоа сега го правиме. Нашите служби, дури без разлика на кој е на власт, овдека секојаш имале флуентна соработка со Западот, но во таа соработка имало во тие канали и разни злоупотреби, кои што јавности не мора да ги знае, а потоа тие се рефлектирале врз одредени безбедности компликации.
И затоа ни се неопходни овие реформи кои што треба да ги правиме, а сме занесени со дебати кои не се најважни во целата дебата за реформите. Само една реченица во поддршка на ова што Ордановски го кажува. Пред известно време имавме официјален состанок со една важна земја членка на НАТО, која што го искористи состанокот за да се заблагодари многу директно за важни оперативни податоци кои што преку Македонија биле испратени, биле откриени и кои што спречиле реално активности кои што можеле да доведат до загрозување на безбедноста на земја членка на НАТО. Во овој момент Македонија толку колку што може придонесува кон зголемување на колективната безбедност. Но нашето членство во НАТО ќе значи дека и ние ќе имаме бенефит од информациите кои што пристигаат од сите земји членки на НАТО. Што значи нема само и да даваме информации, кои што туку без филтер, без селекција, ќе имаме пристап до сите информации кои што на крајот можат да значат зголемена безбедност во Македонија. Благодарам. Само сакам да ја спојам темава, да не ја заборавиме темава, значи тероризмот како прашање што ни го постави, меѓутоа и темава што ни е НАТО генерално. Ние сме во мисија во Авганистан од 2002 година, а во Ирак од 2003 година. И во моментов уште имаме човек или неколку луѓе во Либан. Значи ние сме најпроблематичниот регион во светот, откај што може да ни дојде тероризам со религиозна основа. Не зборам за другите типови на тероризам. Ние до сега, фала Богу, не сме биле таргет. Затоа што не сме клучна држава во тие коалиции. Зашто ние ниту ги инспирираме војните на Блискиот Исток, ниту неколку поддржуваме таму, ние сме едноставно невидливи. Ние сме многу мали за да бидеме таргет, затоа што учествуваме во мисија во која има 40 или 50 нации. Че јас се надам дека така ќе остане и понатаму, бидејќи никој не ја перцепира Македонија како држава која вели дај сега ќе одиме да видиме што прават тие палестинци и израелци таму до кога. И тоа нема никаква врска со членството во НАТО. Значи, утре да станеме членка на НАТО, полноправна, нема да бидеме поголем терористички таргет од колку што сме денеска, бидејќи ви кажам 15-20 години сме таму, откако што доаѓаат тие проблеми. И самото членство по себе нема да значи ризик плюс, ризичен фактор плюс. Според мене многу поголем проблем се повратниците, нашите луѓе од тука и од регионот и од Македонија кои одат во тие војни и се враќаат и може да направат таков проблем. И при тоа, ако направат проблем на враќањето, тоа ќе биде поради домашни мотиви. Не поради мотиви зашто сме ние во Авганистан и поддржуваме не знам колку. И тоа повторно нема врска со НАТО. Значи, овие што одат и се враќаат, при тоа сакам да кажам дека бројката на луѓе кои одат од Македонија таму, тоа е исто хипертрофирана заради потребите на пропагандата на бившиот режим. Белгија има пер капита најмногу луѓе на тие војни. Македонија е на дното на таа листа, апсолутно на дното на таа листа, па дури ни Косово не е во првите 5 земји пер капита кои дава борци за тие војни, но секако тоа нема врска со членството во НАТО исто така. Тие луѓе би оделе, дали се платени, дали се индоктринирани, дали сакаат, не е битно, меѓутоа тоа кога ќе станете членка на НАТО нема повеќе луѓе да се борат и да прават поголеми проблеми кои ќе се враќаат. Ова што е добро во целата таа слика кога зборуваме за тероризам со религиозна база и бекграунд. Добро е за нас што ние живееме во регион, зборуваме за религиозно инспириран тероризам. Без да послушам посебна религија, меѓутоа контекстот е да мораме да спомнеме. Ние имаме добра работа сите овдека што живееме. Сите муслимани што живеат на Балкан. Заради историјата во бивша Југославија и она во Албанија која практично ја уби религијата. Ги има во новие подрачја најсекуларните муслимани во Европа, веројатно и пошироко. И тука тешко ќе најдете на масовна основа луѓе кои сакаат да го жртвуваат својот живот за да напакостат на, не знам, на власти или на држава која прави ваква или онаква политика. Тоа е добро. И мојата теза поврзана со ова првата била дека не апсолутно не спорам дека може да постојат и ќе постојат за жал индивидуални чинови, терористички чинови кои ќе бидат инспирирани тоа. Но помасовно следење на тие мотиви за да направи некој терористички нема да видиме. Не само во Македонија, туку во целиот Балкан. Благодарам. Се разбира дека и од позиција на Организација за човековите права овие прашања се повеќе од важни и за нас, а исто така имајќи предвид и историјата на Цивил, која веднаш по војниот конфликт во Македонија од 2001 година започна со една долга низа програми и проекти кои се однесуваа на контролата на оружјето. Бевме представени на една конференција во Брисел минатата година која се однесуваше на трансфери на оружје, а особено во еден дел од таа конференција се говореше за контрола на нелегалното оружје, кое
во Македонија е присутно, сериозна мерка, особено затоа што се наоѓаме на некоја рута на шверц со оружја и со другите бизниси подземни. И заради тоа наше согледување како организација е дека членството во НАТО ќе ја опреми Република Македонија со алатки да се справува далеку поуспешно со овие теми, со овие тенденции, отколку што тоа го правеше, да речеме, особено во изминатите 10-11 години, кога овој сектор беше занемарен крајно. И да не ја замараме публиката со илустративни примери кои навистина во еден дел се дури гротескни и смешни, би рекол. Како и да е, ние како општество и како граѓанско општество и како граѓански организации би требало да се вклучиме во процесите кои во земјата носат стабилност и сигурност и почитување на човековите права, а секако да размислуваме и за програми кои ќе превенираат дел од оние млади луѓе кои би сакале да одат во една авантура на Блискиот Исток од било кои мотиви, да создадеме механизми во земјата, во општеството, во заедниците кои ќе го отклонат тој мотив и ќе субституираат, односно ќе понудат една далеку по-граѓанска и по-креативна материја. И се разбира тука, мислам дека треба да се работи уште повеќе на соработка на граѓанскиот сектор со институциите на државата, како што впрочем, колку што сме информирани, и НАТО, Алијансата се залага да постои една таква соработка, а и владата го промовираше својот концепт на отворено партнерство. Со ова, би рекол, нота би го отворил нашиот панел и за вашите прашања и коментари, за да имаме време да собереме повеќе прашања, односно коментари. Би ве замолил да бидете кратки. Cijeli ovaj prostor je tranzicijski prostor. Ono što je u Hrvatskoj bio problem je bila agresija, 4-godišnja agresija na Hrvatsku. Dakle, ne možemo usporediti Hrvatsku recimo sa Češkom ili sa Slovačkom ili s drugim nekim državama koje su nama u susjedstvu. Našu i njihovu tranziciju, mi smo prvo trebali obraniti vlastitu državu i postati punopravna članica najprije UN-a i da nas se međunarodno prizna. Dakle, mi smo i tada, kada smo imali okupiranu trećinu teritorija, kada smo imali državu zapravo prekinutu na pola zbog agresije, rekli da je naš strateški cilj EU i NATO, ali nismo mogli faktički krenuti prema tome sve dok se nisu stekli neki uvjeti i u zemlji i izvan. Dakle, mi smo nakon 4 godine i nakon što smo mirno jedan dio zemlje vratili mirnom reintegracijom, krenuli u ostatak svojih strateških ciljeva, to je bio EU i NATO, i od 2000. godine smo se posvetili tome. Nije bilo lako, naravno, raditi ili mijenjati institucije iz socijalističkih u ono što zovemo demokratske i transparentne institucije nije lako ni inače, a kamoli kad imate rat. Ali u trenutku kad smo završili taj dio i kad smo krenuli, da, bilo je teško. Ali isplatilo se u svakom slučaju. I zato smo smatrali da je put prema i Europskoj uniji i prema NATO-u jedan izvrstan alat prema onome što mi želimo. Demokratsko društvo, vladavinu prava i poštivanje ljudskih i građanskih prava. Kažem, ni dan danas to nije završeno. Uvijek ima prostora za napredak. Da, to je jedna floskula koju vjerojatno svi građani mrze, ali to je naprosto tako. Vi ne možete stajati na mjestu jer onda krećete prema natrag. Trebate graditi sve nešto novo i trebate osvajati prostor slobode. To je uvijek i jednostavno tako. Ali ono što je Hrvatska napravila je da je uzela EU i NATO kao dva saveza koja su najdemokratskija i najbolja na svijetu. Možda nisu savršena, ali danas na svijetu boljih nema.
Dakle, uzeli smo njih kao alat i krenuli vlastitu zemlju razvijati i popravljati. Накусо. И не за сите прашања се разбира. Че ако Русија има влијаено на изборниот процес во Америка, имате ноќеска најнова информација, која е потврдена од официјален орган на САД, дека има во 21 федерална држава на Америка имаат обиди, а во 5 биле успешни, да ги изменат изборните листи. Че ако тамо влие, ако имате изјава повторена неколку пати и пред избори и после избори на новиот француски претседател на Макрон, дека влијаеле контра неговите избори. Ако ги знаеме на страните од Црна Гора и така натаму, логично е дека имаат влијание и овдека, бидејќи ние сме со ресурси помали. Ова што сакам да го споменам као информација, као податок кој го знам од пред 2,5 години и кој до мене дојден од странски извор. Некои странски компании во Македонија со мешан капитал имаат плаќана со години познати opinion makeri во нашата земја да работат на тоа Западот и неговите вредности да не се згадат и да побараме алтернативи. Но се разбира, тоа треба институциите да го работат, не чашиски да се работат. Околу името господја Шетилинска. Ова на Джабир му кажав дека е дел од джентлменскиот договор, кога е тешко прво имаат предност жените. Само да одговорам директно на прилично директното прашање, а тоа е зошто не бил прифатен последниот предлог. Едноставен е одговорот, нема предлог на маса. Она што Нимиц го разговараше и во Атина и во Скопје, она што го разговараше дури на состанокот во Њујорк, се идеи кои што треба да послушат за да дојдеме во одреден момент до предлог. И тогаш ќе дискутираме за прифаќање, отфрлање, барање за модификација. Многу се важни тие чекори, затоа што имаме искуство со претходни преговори и во државата и надвор од државата. Преку ноќ одлуки никогаш нема. Меѓутоа битен е процесот и битна е политичката волја на сите страни. Печатокот кај сите во НАТО и во Европската унија е дека навистина Македонија покажа многу конкретна и видлива политичка волја да решава проблем која држи државата во заложништво. Нема да зависи само од нас, затоа сме многу внимателни, но желбата е да ги решаваме, а не да ги комплицираме проблемите. Погледнете што се случува денеска со договорот кој минатата година го постигнавме со Бугарија. После многу драма, ние сме се уште македонци, го зборуваме македонскиот јазик, тие кои што сме македонци во Салава. Нашиот идентитет не е загрозен и сите сценарија за загрозување на државноста паднаа во вода. Денеска Македонија има посилна позиција отколку пред тој договор. Со таа филозофија, со таа цел државна, а не партиска, пристапуваме и кон нова прашање. Имаме уште едно прашање, представете се само. Бајрам Еметитова 21. Имам едно прашање до министерката, но и до другите. Се зборува дека се очекува дека дури во 2018 да бидеме член, да влегуваме во НАТО, но колку е Македонија подготвена технички да биде дел од НАТО во аспект на плати, во аспект на состојба во армијата и слично? Да не, после тоа да не дискусијата отиде во друг правец, ќе се обидам многу директно. Прво, во најдоброто сценарио, ние би очекувале оваа година да добиеме покана за членство во НАТО, а не членство, и тоа е процес кој бара време. За да рековме зборот е збор, да не излезе после некој збор во друг контекст. Македонија во 2008, кога имаше шансата да стане членка на НАТО, во принцип имаше силен кейс, силни аргументи и за подготвеноста на своите вооружени сили. Во меѓувреме работите не останале на иста точка, влошени се и на сите им е јасно. Ако некој зборува за оние 2% од бруто домашниот производ како минус во членството за НАТО, ќе се потсетиме дека 2007, ако не се лажам, имаме 2,17% пред да станеме членка на НАТО. Обезбедувањето на своји вооружени сили чини
И ние и да имаме и да сме и да не сме членка на НАТО, ние треба да одржуваме, да финансираме и да опремуваме армија, и тоа во ниту една држава не е ефтина работа. Според нашето учество во меѓународните мисии, особено во НАТО водените мисии, нашиот персонал, нашите вооружени сили се подготвени. Системот треба да биде подобар. Но во овој момент вооружените сили и нивната подготвеност не се минус во нашето членство за НАТО, напротив, тие ни ги носат неколкуте плусеви. Фактот дека оваа година го зголемивме буџетот за 15%, фактот дека за 10% ја зголемивме платата на целокупниот воен персонал, фактот дека за 20% ја го зголемивме нашето учество во Авганистан, а за 100% нашето учество во Ливан, покажува дека Македонија има во делот на вооружени сили со што да се пофали. Но ако утре станеме членка во НАТО, ќе се соочиме со сличен проблем кој сигурна сум го имала и Хрватска, а сега слушам многу за тоа од Црна Гора. Тешко е да обезбедите персонал кој во еден момент, во еден ден, треба да покрие одредени број на позиции во рамките на НАТО. Тоа се офицери, тоа се подготвени офицери, едуцирани, ги имаме, меѓутоа мали држави како Македонија или Црна Гора, па и Хрватска, таа транзиција воопшто не е лесна. И затоа оваа година се надеваме дека ќе го зголемиме нашето присуство во НАТО алијансата, нашето присуство со воен персонал, за да таа транзиција не биде многу тешка. Благодарам, и јас не го познавам, но го прочитав текстот кај вас и гледам дека има луѓе кои што и по пензија продолжуваат да водат сметка за секторот во кој работеле и живееле долги години. И тоа е добро, и се надеваме дека држава како Македонија, која има ограничени ресурси, дека ќе успева повеќе да ги користи таквите луѓе. Стратегија, годишниот план, мислам дека беше Пендаровски во Брисел, заедно со државните секретари, да го брани практично новиот 18-ти поред годишен план, кој што зборува за изгубениот малку ентузијазам. 18 години кога правите нешто, а видливиот резултат не доаѓа, нормално е ентузијазмот да падне. Меѓутоа, тој не е доволен. И затоа, од првиот ден практично на новата влада, почнавме со изработка на нов стратешки одбранбен преглед, документ, стратегија во одбраната, кој доцни неколку години и кој не се прави преку ноќ. Тој нема да даде одговор на сите прашања, но ќе ги покаже најважните. И очекувам, согласно плановите, да биде готов во навистина многу краток рок. Тоа вообичаено трае 18 месеци. Ние си земавме обврска да го направиме за една година. И заради тоа користиме и странска и домашна помош. Побаравме и за среќа добивме поддршка и од НАТО канцеларијата тука во Македонија, но и од Соединетите Американски држави, Обединетото кралство, а се надевам дека во втората фаза и од Германија. Дополнително ангажираме и поранешни пензионирани генерали да помогнат со наоѓањето на вистинскиот рецепт како дел од проблемите во одбраната да се подобрат. Проблемот е дека премногу работи во војската станале персонализирани, зависат од 1, од 5 мина или од 10 луѓе. Дека опремата не е доволно модерна како со оваа денешна опрема, и сите тие работи ќе бараат одредена временска рамка. Разговарав неколку пати со клучните планери во НАТО, никој од нив не создава, ниту бара од нас илузии. Еве што ни кажа. Не бараме од вас да ни кажете дека за 6 месеци тоа ќе го промените. Невозможно е. Ако ни кажете дека за 6 месеци ќе го промените, ќе знаеме дека лажете. Она што го бараме од вас е тоа што ќе го најавите да го испорачате. И навистина во НАТО полека ден за ден успеваме да го менуваме тој впечаток. Најавивме стратегиски одбранбен преглед, впечатоците и кај американските и кај британските експерти е дека навистина се вратило тоа во фокус на приоритети. Кажавме дека анализираме можност за наше зголемување во мисиите, го испорачавме за 4 месеци. Го испорачавме не само со одлука на влада и со пари, го испорачавме и со одлука потврдена на собрание. Таков систем ќе ни треба по сите прашања. Прашање на персонал, прашање на менеджмент внатре, прашање на модернизација. Впечатокот на многу НАТО партнери и особено на многу НАТО експерти е дека кога сме финансирале во модернизација на армијата, сме финансирале без било каков приоритет. И
дадени се реално многу пари на теми кои можеби не биле најважни. И сега затоа рековме, првиот чекор мора да биде да знае државата кои се приоритетите, а потоа за тие приоритети да ги обезбеди парите. Одлуката на владата да секоја година со точно определен износ го зголеми инвестирањето во одбраната ќе ни даде шанса тоа што ќе стои на хартија да се претвори во вистина. И нема да ми замерите една реченица на прашањето само што го наменивте многу важно за Пендаровски. Да, бевме заглавени во етничката поделба на нашите партии. Да, 2016 и 2017 покажавме дека државата може да излезе од тој лош филм. И треба да видиме да не ги разочараме луѓето кои што гласаа надвор од етнички рамки и да покажеме дека е тоа начинот на кој Македонија ќе се движи. Ако не ја видиме таа промена, нема да ја цениме и нема да ја поддржиме. Таа не е доволна да кажеме дека готово политиката сега е само идеологија и не е етнички бекграунд, но мислам дека е важна. Единствен пример на Балканот. И за тоа можеби треба сите како на држава да си оддадеме признание дека сме еден чекор пред другите. Да, ништо. Само да дополнам сосема накусо, значи овде станува збор, мислам дека се разбираме за гласање преку етнички линии, станува збор за политички партии. Иначе случаи такви сме имале на друг тип на избори. Тоа е старо прашање. Дали стара дилема, дали 90-91 кога се правеше повише партиски систем требало да се дозволат партии со етнички презнак. И дури луѓе од моето најблиско окружување ден денес ме прашува зашто тие тогаш дозволиле, имам некако објаснување. Правам да ви дам еден чист одговор. Демократски е. Зашто? Ако сакате по етничка линија да се здружите во политичка партија, не може никој да ви оспори. Само една работа е битна. Дали со вашите статутарни одредби и програмски декларации, кога се регистрирате у суд, дали идете контра уставот? Ништо повеќе. Ништо повеќе. Значи, и мене можеби не ми се допаѓа такво собирање во етнички табори. Можеби носи повеќе проблеми отколку што има добивки за државата и на кус и на долг рок, меѓутоа е демократски. Има такви случаи во цел свет. Добро е што одиме преку етнички линии, можеби тој етнички монопол во смисла на политички партии, членување и гласање за нив, можеби ќе го разбиеме за наредниве 10 години, тоа се долги процеси. Но не мислам дека можеме да забраниме партија формирана од припадници на иста етничка група. Околу ова што велите, ја го сваќам прашањето дека е насочено кон прекумерната партизација. Се во оваа држава, и посебно на институциите, и таму кај што треба и таму кај што не треба. Меѓутоа морам да ви кажам дека јас сум еден мал дел од луѓето кои се обидуваат да додат контра таа матица. И ме велите сите одлуки, буквално сите одлуки се носат во партиски штабови. Не е точно. Не само заради ова гласање од декември 2016. Јас сум мал дел во дел од тие процеси, учествувам значи во носење на некои одлуки, придонесам колку можам умеам и знам, а не сум член на ниједна политичка партија. Благодарам. Хвала. Ваша екселенција. Dakle, Hrvatski sabor, kao i ni bilo koji drugi parlament, niti donosi odluke, niti ratificira nečije želje i razmišljanja. Ali ono što ja vjerujem da će se dogoditi vrlo brzo je da će u Hrvatski sabor doći dokument, odnosno protokol o pristupanju Makedonije NATO u kojoj će sve stajati. Dakle, to će biti zapravo potvrda da ste postigli dogovor i da ste vi s time zadovoljni, a da mi kao saveznici ratificiramo protokol o pristupanju Makedonije NATO-u. Znam da od pozivnice do članstva treba godinu dana, toliko otprilike traju ratifikacijski procesi u 29 država i dakle, kako je i glavni tajnik rekao, vrata su otvorena, vi možete biti 30. članica, ja se nadam i vjerujem da će to biti što prije. Pa nema ništa novo da vi kažem i što sите вие не го знаете за македонските медиуми. Новинарите се едни жилави животни кои што ќе обстанат без разлика на режимот. Ние обстанавме со грује и со мијалков, па со овие лесно ќе ги преживееме. Меѓутоа, македонскиот медиумски систем е во криза, долгогодишна. Ја избрав 12 камери овдека на војување. 12 камери за вулкава држава се приличен број. Мене ме радува да има уште 3-5, ама да можат да функционираат врз бизнис модел. И второ, мислам, за тоа би можела цел семинар. И второ, еве сега е во тек избор на ново раководство во МРТВ во Македонска телевизија. Конкурсот завршува,
за некој ден. Ќе видите кој ќе биде избран. И ќе видите врз основа, бидејќи по конкурсот треба да дадат и програма за работа. И ќе видите каква програма ќе се поднесе. Тој процес го бира истото тело како и претходните. Оваа влада, респектирајќи ги постоечките закони, во тој процес може, не може да се умеша, не знам, но јавно не се меша. А без реформа на МРТВ, и тоа многу темелна реформа, таму не може, македонскиот медиумски систем не може да се подобри во цел. Сепак, големи се парите кои што одат за таа институција, улогата и значењето е многу важно во државата, таа треба да биде нултата точка на тоа како треба да изгледа новинарството. Таа не мора да биде неопходно најгледана и најслушана како институција, не е тоа намерата, но намерата е да биде чуварот на стандардите. Таа е се, само не тоа. Јас претпоставам сега да направиме анкета, видите, мене многу луѓе ме сакале, не ме сакале и тоа ми доаѓа со функцијата. Но кога сум бил директор на телевизија македонска, сите знаеле кој е директорот. Сега да направиме едно ливче дека анкета, да ве прашам кој е сегашниот директор на македонска телевизија, ако 30% од вас знаат, тоа ќе биде голем успех. А луѓето се таму со години на тие функции. Сакам да ви кажам сега, можда ја погрешен критериум употребувам, можда тоа не е главната мерка за тоа да се знае, ама е еден симптом. Така што, ако влеземе у НАТО, ќе ни треба после уште 2 НАТО-а за да се справиме со... Но сакам да ви кажем, сосема на кратко, ја прашувате министерка, сабајго ме сретна еден активен полковник. Многици ми кај господин Радановски, која ќе пишете текст за нашето министерство, што се случува. Викам, па дај кажете, да. Па ќе се видиме, ќе раскаже човек. Меѓутоа, зборот ми е, видите, ни македонското министерство за одбрана не доаѓа од 23 век. Како и македонскиот медиумски систем, како и македонските болници, така и Министерството за одбрана е на тоа ниво на кое што сме сите ние. И ние сме барем добре што сме свесни и што се надеваме дека нова власт ќе тргне на вистина во некои темелни реформи. Сосема да завршам. Вчера Меркел ја најавува новата влада германска, инаку Макрон и Меркел се продолжение на она што го зборев предходно, и ние таму ќе бараме многу поддршка за сите отворени прашања. И Меркел вика, оваа влада ќе спроведу реформи. Сикам, Боже, Господе, за Германија, што уште остана да се реформира у Германија, и она излегува со реформска агенда на новата германска влада. Па сега нека ви е честито. Да, впрочем... Да, 45 милиарди им остануваат суфицит на таа влада, во која што инаку министерот за финансии ќе биде социјалдемократ, како и министерот за надворешни работи. Благодарам за одговорите, а впрочем и навистина треба да им честитаме и на конечно после 136 дена преговори една широка коалиција во која влегуваат социјалдемократи заедно со демохристијани, покажувајќи една висока политичка култура, еден пристап кон прашањата од кој треба да се учи и за голема среќа за Македонија, Западен Балкан останува во фокусот на помошта на Сојузна република Германија. Јас би сакал да продолжиме со прашањата доколку нема... Аха, каде е микрофонот само? Добре, јас сум добро. Ни треба микрофонот. Не сум бивши војник. Ата, сепак ви замолил. Ја би се надоврзал на ова последното од Саша Ордановски, на тоа зборуваше и Ведаровски, пакове Ведаровски. Да. Нашиот медиумски простор и општествен простор е отруен, контаминиран. Вадењето на тој отров е долготраен процес во кој треба добри средства да се вложат и кој трае со години. Затоа не треба ние да размислуваме за мерки кои ќе бидат краткорочни, туку за мерки кои ќе бидат долгорочни, од кои можеме да бараме од фондовите на Европска унија и од други разни извори помош. Нас ни треба помош. И исто ме предизвика Ордановски во првиот настап, него која рече, вика, центар за младината на Македонија и Грција. Ја предлагам тој центар, еве на шега да го земеме,
нека биде во бившата југословенска слободна зона, што имаше и дел од Македонија таму, нели? А среде таа зона може да се слави споменикот на Александар Македонски, велики србизам. Благодарам на вашите коментари. Имаме само уште 9 минути до крајот на оваа наша навистина интересна средба. Све кажевме. Сак ќе кренут на мене. Јас би сакал само да ви поставам едно прашање кое дојде на нашиот Твитер профил кој ми го испрати мојот колега Ермин. Вели, може ли конкретно да ни одговорат панелистките и панелистите што значи НАТО и од кого ќе не штити? Ама конкретно со име на држава која има окупаторски претензии кон нас и од која ни треба заштита на НАТО. И will NATO allow Macedonia in under its rightful name? Добро, ова се прашања на кои може би можел јас самиот да одговорам веднаш. Темата само малку. Второто прашање некој на Твитер не е... Како? Мето Коловски. Добро. И ова првото прашање од некој Никола, така е мојот твит нејмот. Некој Никола. Во секој случај се работи за малку промашена тема во поглед на првото прашање, барем според моја првична оценка, меѓутоа доколку имате желба да прокоментирате апропо овие две прашања од онлайн заедницата. Видим да спада у ове NGO-е што су против НАТО, 80% овако како е било у Хрватској, али ниједан од njih се nije бавио ни обраном, ни ничим. Тако да мислим да можда мало да ипак пита, отвори веб страница и погледа. За крај сепак да не биде дека сме избегале од одговор. Кога зборуваме за безбедност, веќе одамна не зборуваме за држава која што ќе не нападне. А при тоа светот стана и понебезбеден. Така што контекстот е сменет, затоа и логиката на одбрана се менува и заштитата не е од соседи само, не е од големи сили, туку на вистина од многу хибридни закани кои што стануваат комплексни. Фактот дека некој може да ви спречи снабдување со електрична енергија, телефонски врски, до тоа дека може да влијае на изборите преку ширење на лажни информации или може да ти влијае на твојата одлука за членство во НАТО, например, преку ширење лажни вести. Мислам дека не треба сега многу внимателно да анализираме, да видиме дека тоа се случува во Македонија. Ние имаме серија на лажни вести, една од нив дури која што се однесува на набавка на опрема, ни од каде, која што е наменета можеби не да направи голем проблем, ама да го троши времето на институциите да не се занимаваат со вистинската работа. И тој хаос практично кој што се случуваше на избори во големи држави, кај што ти се трудиш да демантираш 10 лажни вести и се создава само еден шум кој што на крај ве води во насоката која не сте ја посакувале. Така што членството на НАТО ни треба и за да ги обесхрабриме таквите упади во одлуки кои што се на Република Македонија и на низините граѓани. За да утре можеме и порелаксирани да ја донесеме одлуката за членство и во Европската унија. На само неколку минути пред истекот на нашиот термин би сакал на дамите и господата, нашите уважени панелистки и панелисти, да им заблагодарам и во ваше и во име на Цивил Центар за слобода и во свое име за нивното учество и се разбира останете онлайн, поставувајте ги прашањата кои во овој момент не ги поставивте или кои ќе ви дојдат во текот на наредниот период. Ние имаме добра комуникација со сите овдешни гостинки и гости и се надевам дека преку онлайн платформата, медиумската платформа на Цивил Центар за слобода ќе ви ги одговориме сите прашања во најскоро време. Доколку имате информации, какви што добивме неодамна и од еден од вас овде во публиката,
и се разбира и од други. Ние ќе ги објавуваме и ќе побараме одговори од релевантните соговорнички и соговорници. Многу ви благодарам и еден мал аплауз за нашите гости.